Ми представува големо задоволство и чест да ве поздравам на отварањето на конференцијата посветена на вклучување на политичкото образование во образовниот систем во организација на Председателскиот центар за политичко образование, а поддржана од Фондацијата за демократија на Вестминстер, канцеларија во Северна Македонија. На самиот почеток од моето обраќање би сакал да се заблагодарам за поддршката и соработката при организацијата на оваа конференција на Фондацијата за демократија на Вестминстер, но и на останатите партнерски организации во рамки на Председателскиот центар за политичко образование. Денешната конференција е посветена на една, според мене, исклучително важна и долгорочна задача, не само за нас, актуелните креатори на јавните политики, туку и за целото наше општество. Имено нашата генерација е исправена пред огромниот предизвик како да обезбеди оддржливост и развој на демократскиот политички систем во време на големи и брзи глобални промени. Оваа цел не може да се постигне со дневно-политички ветувања и декларативни заложби. Знаејќи колку беше долг процесот на демократска транзиција од еднопартиска автократија до плурална демократија, која кај нас се уште не е целосно функционална, толку подолго и потешко ќе биде да направиме демократијата да не биде привилегија на само една генерација граѓани, туку траен систем на уредување на општеството и политиката за многу генерации во иднина. Во таа насока убеден сум дека најдобар начин да ја осигураме демократијата е преку образованието, односно преку образовните политики. Имајќи ја во вид основната задача на образованието, а тоа е интелектуална изградба на личноста, градењето на идните генерации демократи треба да биде неизоставен дел од нашиот образовен систем и наставните програми во училиштата во разните степени на образование. Старо правило е дека за да обстои на демократијата и требаат демократи. А демократите не се раѓаат, туку се создаваат низ сложени професионални и животни процеси. Пред неколку недели имавме исклучителна прилика да разговараме со еден од големите интелектуалци на денешницата, американскиот професор Френсис Фукујама. Неговата позната теза, кажана по падот на Берлинскиот зид и крајот на студената војна, за крајот на историјата и конечното етаблирање на либералната демократија како доминантен општествен модел на уредување, во тоа време ни се чинеше како логичен заклучок ако се појде од моралната супериорност на слободата и достоинството на личноста наспроти диктатурата и непочитувањето на основните човекови права и слободи. Сепак во неговите последни публикации и тој нотира дека рапидното темпо на глобализацијата и технолошката револуција имаат за последица контрадикторни тенденции. Од една страна, идејата за слобода и демократија се расшири глобално, но од друга страна тие станаа средство за манипулација на технички-технолошко унапредената, но во суштина, старата добро позната, општествено регресивна идеологија на авторитаризмот. Да бидам сосема конкретен. Демократијата генерално во светот, но особено во транзиционите општества, се наоѓа во екзистенцијална опасност. Тоа го покажуваат серија релевантни научни истражувања, рангирање на индексот за развој на демократијата и истражување на јавното мислење. Овие тенденции, за жал, се посебно видливи кај младата популација. Едно скорешно истражување на јавното мислење кај нас, кај младите во Северна Македонија, кое наскоро ќе биде објавено, е спроведено токму од нашата партнерска фондација и тоа недвосмислено го потврдува. Поштувани пријатели, веќе 2 години се справуваме со пандемијата која одзеде милиони животи во светот, а борбата со болеста за жал ја изгуби и повеќе од 9000 наши граѓани. Не помалку се тешки и социоекономските последици од здравствената криза, јавното задолжување и заканувачката сиромаштија. На истокот на нашиот континент, кога бевме уверени дека агресивните војни во Европа се скоро незамисливи, се соочуваме со класична агресија врз една суверена држава од страна на друга голема држава, постојана членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, чиј мандат е имено да го оддржува меѓународниот мир и безбедност. Ова војна е спротивна на целокупниот меѓународен правен и политички поредок и отвара прашања за иднината на меѓународната заедница. Сликите што ги гледаме од Украина не враќаат во мрачното минато на тоталитарниот свет
и се спротивни на се во што верувавме и се боревме после крајот на студената војна. Овие околности што ја оптоваруваат нашата дневна политичка агенда уште повеќе влијаат врз оформувањето на ставовите на нашите најмлади сограѓани. Во завршните години од средните училишта имаме многу ученици кои се полнолетни и имаат право на глас, со тоа тие имаат право да бидат политички активни и се целна група на политичките партии и политичките кампањи. И тоа е сосема во ред доколку имаме систем на образование во кој нашите ученици ќе се образуваат како, меѓу останатото, да донесат информирана политичка одлука. Како да направат разлика меѓу демократските политички идеологии од една и радикализмот и тоталитарните идеологии од друга страна. Помеѓу легалната и легитимна демократска политичка борба од една страна и борбата против демократијата и слободата од друга. Меѓу вестите и вистината и дезинформациите и пропагандата. Меѓу вистината и лагата, меѓу борците за слобода и непријателите на слободата. Почитувани, имајќи го сето ова во предвид, иницираме поширока општествена дебата за модалитетите на вклучување на демократското политичко образование во нашиот формален образовен систем. За оваа иницијатива сметам на поддршка од сите институции, а пред се на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, на академските институции, на професорите во училиштата, на ученичките организации, на граѓанските здруженија и на синдикатите во образованието. Очекуваме поддршка и од власта, и од опозицијата, бидејќи сметаме дека обезбедувањето на демократскиот поредок е надпартиска задача, што ги надминува сите наши линии на поделба. Доколку ние, како креатори на јавните политики, не ја преземеме иницијативата, тогаш нашите деца и внуци ќе бидат средство за манипулација во рацете на манипулаторите и радикалите. Сите сме свесни дека во политиката не постои празен простор и затоа е подобро ние да го пополниме, а не непријателите на слободата. Со овој апел сакам да ви се заблагодарам за учеството на конференцијата и да ви посакам плодна и интересна дискусија. Јас и мојот кабинет со ваша поддршка ќе останеме посветени во реализацијата на оваа задача од национално значење. Благодарам.